Еве сме назад во вториот дел од утринската емисија Утрински зрак, каде што ќе разговараме со нашиот гостин денеска, а тоа е доктор Ирена Левкова-Кјулумова, интернист специјалист во јавната здравствена установа во Општата болница во Велес. Добро утро, доктор Елена, и добро ни дојдовте во нашата утринска емисија во студиото на К1 телевизија. Јас се надевам дека се чувствувате пријатно во нашето студио. Добро утро и вас и на гледачите и благодарам на поканата. Овој разговор ќе го започнам со темата на која што ќе разговараме денес, а тоа е остеопорозата. Па најпрвен да започнеме со основното. Што е остеопороза? Како настанува оваа заболување и кои се првите симптоми? Значи, остеопороза е болест на скелетниот систем. Буквално остеопорозата ги напаѓа сите коски од скелетот. Тоа е хронично, прогресивно и метаболно заболување на коската. Коската има своја структура, но во текот на животот ја менува таа структура, односно се менува архитектониката на коската, се губат ние мали трабекули, гредички што ја спојуваат коската, се зголемува шуплината на коската, односно воздушноста, така настанува потанка и полесно кршлива коска и настанува остеопороза. Значи, таа остеопороза настанува во текот на животот како една прогресивна состојба. И тоа при најмал удар или при паѓање од мала висина може да настане скршеница. Значи, за остеопоротична фрактура зборуваме или скршеница, ако настане од мала висина или при мал удар, или како што ја нарекуваме ние нискоенергетска фрактура. Овдека не спаѓаат фрактурите што настануваат при сообраќајни несреќи или при пад од голема висина. Остеопорозата и скршеницата што ја дава е најсериозната последица која може да доведе до инвалидност, може да доведе и до смрт, а исто така ја нарушува и социјалната и економската состојба и на општеството, а исто така и личните проблеми се многу големи. Може да настане бидејќи коската живо метаболно активно ткиво, таа постојано се изградува и разградува и во текот на животот може да се појави таа остеопороза. На која возраст најчесто се открива оваа болест, односно која е долната граница? Така. Најчесто. Значи, остеопорозата како болест на коската има своја еволуција во развојот. Значи, од почетокот, во текот на пубертетот, во адолесценцијата, се до 30-та година на животот, таа се изградува. Го постигнува своето плато до 30-та година и од 30-та до 50-та година нема некоја видна промена, односно колку се изградува, толку се и разградува. После 50-та година од животот нагло се губи коскената маса, се појавува остеопороза и тоа повеќе кај жени отколку кај мажи, а потоа во менопаузата најизразена е појавата на остеопороза. Која е причината за појава на оваа болест? Статистички покажува дека зголемувањето на бројката е зголемена. Што се должи тоа? Значи, современиот начин на живот, намалениот внес на калциум и хранливи продукти, намален внес на D-витамин, седење повеќе, помалку движење и физичка активност ја забрзува појавата на остеопороза. Фактите зборуваат дека околу 200 милиони луѓе во светот боледуваат од остеопороза и тоа е негде околу 7% од општата популација има остеопороза. Се зборува дека секоја трета жена после 50-та година од животот добива остеопороза и секој 8 маж после 50-та година може да добие остеопороза. Факт е дека во текот на живењето се зголемува бројот на пациенти со остеопороза затоа што неадекватно се движат, мала физичка активност и намален внес на хранливи продукти што ја градат коската. Каде е Македонија за разлика во светот и во регионот? Значи, исто тука се совпаѓа и бројката на нашата држава, затоа што исто 7% од општата популација боледуваат од остеопороза. И се смета дека во Европа, дека секој 30 секунди се случува по една остеопоротична фрактура. Кој почесто заболува од остеопорозата, мажот или жената? Значи, почесто заболува жената, од старт ќе кажам, затоа што незината коска е понежна, пограцилна, порано ќе губат сексуалните хормони, што ја штитат коската и метаболно се нарушува самата структура на коска, станува покршлива, полесна и поподложна на фрактури. Значи, сепак и хормоните имаат влијание за појава на оваа болест, како што споменавте.
Кои се последиците од остеопорозата, односно кои делови од коските најчесто страдаат? Најчесто коски што страдаат од остеопороза се рачниот зглоб, кичмата, значи пршленските тела и колковите. Најрано се јавува промена на кичмениот столб, одма после 50-та година од животот, во менопаузата се појавуваат промени на кичмениот столб. Посебно пршленското тело ја губи својата структура, со тоа што настануваат и при фрактури и при најмали движења, например при дигање на тешки предмети, при нагли покрети, дури и во сон при превртување може да се појави промена на пршленското тело, односно фрактура која на почетокот може да биде нераспознаено. Таа фрактура понатаму води до акутна и хронична болка, која го нарушува статиката, односно држањето на телото, се намалува телесната висина, со тоа се искривува грбот, се појавува кифоза, сколиоза, бидејќи е нарушена градбата на градниот кош, има проблеми со дишењето, значи со респираторната функција, која понатаму води до несоница, депресија, емоционално страдање, потреба од лекови за спиење, таблети, зависност од друго лице, односно води до еден инвалидитет со поврзаност со количка или пак помош од друго лице, за да може да ги обавуваат основните функции. Значи, сама по себе остеопорозата е многу тешка состојба, бидејќи е хронична и деструктивна на самата коска, која води до инвалидитет. Точно така. Секоја болест има своји ризици. Кои се ризиците од остеопорозата? Значи, има некои фактори што можеме ние да ги контролираме, има ризици што не можеме да ги контролираме. Така, например, нискиот раст и мала коскена маса, односно телесна тежина под 58 кг, полесно страда од остеопороза, бидејќи самата коска е понежна и пограцилна. Потоа рана менопауза под 47-та година од животот исто така е ризик за појава на остеопороза. Преголемиот внес на кафе, алкохол и цигари исто влијаат за појавата на остеопороза, затоа што на тој начин се елиминира големо количество на калциум преку уринарниот систем. Намалениот внес на калциум, намалениот внес на D-витамин, вежбањето, исто така ако е инактивен пациент може да се појави порано остеопороза. И други фактори влијаат. И наследноста има големо влијание, така да се смета дека ако мајка и баба добила остеопороза, многу е веројатно дека ќе добие и ќерката или внуката остеопороза. Расата, белата раса почесто заболува од остеопороза, женскиот пол сега го рековме и некои таблети што се зимаат за други болести, како например реуматоидниот артрит, има терапија, како например кортикостероидите, полесно доведуваат до остеопороза и побрзо, антикоагулантната терапија, болести на гастроинтестиналниот тракт и така натаму. Како се диагностицира оваа болест? Значи, до пред 15 години многу малку се мислеше за остеопорозата како болест, но од пред 15 години се променија условите и приликите и кај нас и во Македонија, затоа што се отвори и првиот Декса центар во јавното здравство, каде може на адекватен начин да се препознае и да се диагностицира болеста. Значи, препорачливо е да после 50-та година од животот, кога е најинтензивно губењето на коскената маса, да се направи тест, тоа е Декса скен, снимање на цело тело, каде би се пронашло кој дел од коската изгубило дел од коскената маса. Рековме дека тие се најдоминантни места пршленските тела, потова рачниот зглоб и колкот. И токму на овие места се прават соодветни мерења за да се види кој степен е изгубена коскената маса. Постои и еходиагностика, тоа е скрининг тест што се прави за широката популација, бидејќи апаратот е подвижен, мобилен и може да е достапен и во руралните средини и во средини кај што нема Декса апарат, може да се направи снимање основна, а потоа да се продолжат испитувањата со Декса скен. Рентгенската снимка исто така може да ни помогне на почетокот да се види каква е структурата на пршленското тело, дали има намалување на неговата висина, за да можеме понатаму да направиме и други испитувања соодветни. Која е суплементарната терапија за остеопорозата?
Значи, освен после диагностичката процедура што треба да се направи, можеме да разпознаеме дали се работи за остеопенија, односно почетниот стадиум за остеопороза или остеопороза. Суплементарна терапија, за илустрација ќе кажам дека на возрастни пациенти над 50 години потребна количина на калциум е околу 1000 милиграми. Тоа за илустрација одговара на 1 литар млеко или 250 грама сирење. Ретко кој од нас може да консумира толку голема количина на хранливи продукти и затоа неопходно е, освен храната, што е богата со калциум, да се зедат и таблети, тоа е калциум таблети, или пак да се зедат шумеки таблети, како и D-витамин. D-витаминот исто така има важна улога во градбата на коската. Тој се создава, се синтетизира во кожата под дејство на сончевите зраци. Значи, секојдневно сончање до пола час е корисно за да се синтетизира тој D-витамин како би се искористил понатаму во градбата на коската. Но ќе напоменам дека сончањето треба да биде во раните утрински часови, негдека до 9 часот или покасно, после 18 часот, и при тоа да не се користат заштитни фактори, бидејќи и најмал заштитен фактор може да ја успори синтезата на D-витамин. Во здраво тело, здрав дух, ова многу пати сме го констатирале. Како е поврзано спортувањето и физичката активност со остеопорозата, односно дали како тоа влијае? Значи, за физичка активност се зборува од најмала возраст, уште како деца, ученици, па и возрастни треба да продолжат со физичка активност. Доволно е пешачење до пола час па и 1 час на ден, а брзо одење, многу е важно антигравитационите вежби, тоа е брзото одење, да се практикува скоро секој ден. Но може и гимнастика, лесна гимнастика, што нема да ја оптерети коската или нема да направи повреда кај стара коска. Потоа танцување исто така се препорачува, пливање, возење велосипед и така натаму. Ја споменавме физичката активност, а сега да ја споменеме и исхраната. Како таа влијае врз заболување од оваа болест, односно што треба најчесто да конзумираме за да не заболиме од оваа болест? Значи, инвестирањето во нашите коски уште е во детската возраст. Значи, тогаш треба да се внимава доволен внес на калциум и D-витамин, како би можеле понатаму во постарата возраст да имаме едни здрави коски кои би можеле да се одложи создавањето или појавата на остеопороза. Калциумот може да се внесува во продуктите млеко, млечни продукти, потоа риба, зеленчук, јајца, белковините исто така треба да бидат застапени, а D-витаминот од жолчката од јајцето, сончењето и така натаму. Кој е вашиот совет за сите оние кои што имаат остеопороза? Значи, треба да се мисли за остеопорозата и никогаш не е касно да се вложи и да се направи нешто за нашето здравје. Треба да се направат редовни снимања, периодични, и самиот лекар определува кога ќе се направи снимање и колку често ќе се повторува. Има соодветна терапија што се користи за да изгради коската и да таа треба доволно долго да се зима и правилно да се зима терапијата. Значи, еднаш препознаена остеопороза треба да се лекува 2, 3 па и 5 години во зависност од тоа како ќе биде изградбата на коската, односно по препорака на самиот лекар. Точно така, полека се приближуваме кон крајот на нашиот разговор. Која е вашата порака до гледачите? Како да се заштитат од оваа болест и како да ја спречат? Значи, треба да се мисли на оваа болест, да се прават редовни снимања, редовни контроли и редовен внес на калциум и D-витамин, како и вежбање. Јас ви благодарам премногу што гостувавте во нашата емисија Утрински зрак.